Денеска на визита ни доаѓа доктор Ивица Стефановски, специјалист по анестезиологија, реаниматологија и интензивно лекување од клиничката болница Ачибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Поздрав до вашата телевизија и до гледачите на вашата телевизија. Благодарам. Преку денешната визита, низ денешниот разговор и прашањата на гледачите ќе ги разрешиме нивните дилеми и стравови на сите оние кои што допрва можеби ќе се соочат со некаква интервенција каде што треба да се примени анестезијата. Што е всушност анестезија? Каква е нејзината примена и поделбата? Анестезија е медицинска гранка, медицинска наука. Името анестезија доаѓа од грчкиот збор ан ест, што фигуративно значи без чувства. Медицинска наука која што во денешнава медицина наоѓа голема примена. Анестезија со повеќе видови на лекови и анестетици предизвикува кај човекот, значи предизвикува во организмот губење на чувството за болка и предизвикува сон, вештачки, значи предизвикан со лекови и со анестетици. Се дели на аналгезија и анестезија. Аналгезијата е губењето на чувството на болка, а анестезија е предизвикување на сон со губење на чувство на болка. Самите лекови, самите анестетици, што се употребуваат, доведуваат до овие две најголеми промени во организмот со минимални несакани ефекти по организмот и доведуваат до прекинување на анестетиците и лековите за болка до повраток на организмот во една нормална состојба. Како што претходно било, по нивното прекинување. Каде се наоѓа примена? Најчесто велиме хируршка интервенција, па тогаш ние како лаици велиме да анестезија треба да се примени, меѓутоа не само при самите оперативни зафати. Така, првенствената, Да. На прво место примената на анестезијата е во хирургијата, хирургијата, гинекологијата, сите оперативни интервенции што треба да се направат врз еден пациент, еден организам, па макар и тие биле минимално инвазивни, значи имаат потреба од примена на анестезија. Меѓутоа денеска современата медицина, значи сите диагностички методи, да кажеме, не можат да се замислат без примена на анестезија при одредени диагностички методи. Тука ќе спомнеме неколку, значи диагностички методи за време на диагностика на дигестивниот тракт. Значи, гастроскопија, преглед на желудникот, колоноскопија, преглед на дебелото црево. Сите тие методи денеска ги изведуваме со примена на тотална или општа анестезија. Што е еден плюс и предност за пациентите, бидејќи стравот од таквите прегледи, некогаш го одвраќа пациентот и да го направи прегледот, е многу важен, така за да се многу важен види дали за некаков проблем. Така е, за организмот. Не само што пациентот поминува безболно, поминува чувството на страв, полесно ги прифаќаат интервенциите и на диагностичарот, докторот што работи, му обезбедува поголем комфор, а со самото тоа и поточна диагностика. Се применува и кај одредени видови на снимања, значи при снимање на магнетна резонанса, компјутерска томографија, особено кај нашите најмали пациенти, кај бебињата, кај дечињата, секогаш скоро даваме анестезија заради баш тоа чувство на страв. Тие се многу мали, мора да им обезбедите услови за да можеме да ги снимиме, и на техничарите и на докторот радиологот што работи, да му обезбедим услови за подобра диагностика. Бронхоскопија е една метода, исто која што во поновно време бара анестезија, преглед на белите дробови, кај одредени белодробни заболувања и така натаму. Има многу примена, значи анестезија. Така, голема примена и оправдана примена. Поделбата на анестезијата. Да кажем кратко, почетоците на примена на анестезија се датираат уште 3000 години пред новата ера. Значи, во Месопотамија, старите египќани, грците, римјаните, сите тие почнале тогаш да употребуваат некакви си лекови
не лекови, ама тревки, билки, со што сакале да постигнат некое ниво на анестезија. Меѓутоа, современата анестезија или првите почетоци на анестезија со хемиски лекови датираат во 19 век, во раните години на 19 век, кога почнале да се употребуваат азотен оксидул, етерот, хлороформот, како еден вид на инхалациони анестетици, за да веќе 20 век стартува една современа анестезија, која и до ден денеска се уште се развива, се уште се пронаоѓаат нови анестетици, се со цел минимално штетно дејство по организмот, брз повраток на свеста и добро обезболување на пациентите. Така. Најголемиот страф е од општата или целосната анестезија, кога пациент ќе слушне дека ќе треба нели со таква анестезија, стравот е тука дали ќе се разбуди по анестезијата, колку време ќе биде во несвесна состојба да не се разбуди порано или пред време, ама сите тие стравови се надминуваат по оној добар разговор нели пред самата интервенција со анестезиологот. Точно е, најголемиот страф е од општата анестезија. Сепак, самото помисла дека предстои анестезија, предстои губиток на свест, предстои хируршка интервенција. Сето тоа е еден голем емотивен стрес за организмот на пациентите. Самата помисла, нели, од исходот на хируршката интервенција, па и од оперативната рана, нели, да кажам фигуративно, унакажување на одреден дел од телото. Како што рековте, дали ќе се разбудат за време на анестезија, кога ќе се разбудат, па да не се разбудат пред време, да не почувствуваат болка. Сето тоа е навистина доживување кое што пациентите го чувствуваат многу емотивно и многу стресно. Меѓутоа, затоа сме тука ние, анестезиолозите, нели, со една добра предоперативна подготовка, предна психолошка припрема, што значи разговор со пациентот, му укажуваме се она што го очекува во операциона сала, се она што значи анестезија, каков тип на анестезија ќе добие најдобриот тип, нели, за него со оглед на типот на хируршката интервенција, со оглед на неговата општа здравствена состојба. Целата таа припрема психолошка многу значи за пациентите и самиот тој разговор доведува до, да кажеме на некој начин, отклонување на сите тие стравови, болката каква ќе биде после операција и така. Иако не е доволно, понекогаш и не е доволно психолошката припрема, нели, предоперативната визита, тогаш употребуваме и ординираме и додатни лекови, нели, за да го постигнеме оптималниот ефект. Дали ноќта пред операцијата или па 1 до 2 часа пред интервенцијата, било каква, пред анестезија да дадеме, значи даваме и ординираме лекарства кои што ќе му помогнат на пациентот да се релаксира, да се опушти, да се смири и така полесно да ја прифати и полесно да се работува и со анестезиологот и со хирургот. Така, затоа и голема и непроценлива улогата и важноста на анестезиологот и пред и за време на операцијата и веќе по завршувањето на хируршката интервенција. Во тек на интервенцијата, значи откако веќе ќе е во анестезија пациентот, комплетен мониторинг значи на пациентот од страна на анестезиологот, значи се мониторираат сите витални параметри, значи буквално сите витални параметри од работа на срцето, притисокот на пациентот во текот на интервенцијата и дополнителни, нели, мониторинг зависно од тежината на операцијата, од здравствената состојба на пациентот, претходни хронични заболувања за кои што, нели, веќе знаеме од претходно, кои што очекуваме дека можеби, нели, ќе ни предизвикаат проблеми. Така, никогаш не се знае дали нешто може некогаш да... Точно, затоа за секогаш сме спремни, нели, комплетен мониторинг на пациентот, за да секако заврши со добар исход. Така, дозата на анестезија која што се дава, зависи, рековте, и од општата здравствена состојба на пациентот, самата хируршка интервенција, возраста, годините, телесната тежина, тука килограмите играат голема и значајна улога. Да, многу важна улога, особено кога се работи за деца, бебиња и
не само за деца и за бебиња, туку и возрастни пациенти, кај кои што треба да се намали дозата или треба да се прилагоди дозата според возраста и според заболувањата хронични кои што ги имаат. Да. Постојат ли пациенти кои што од најразлични причини, дали ради алергија или некоја друга причина, не можат, не смеат или нема човек кој не може анестезија да прими? Мора да се најде начин за да се направи интервенцијата. Да. Значи, не постои пациент што не може да прими анестезија. Постојат само контраиндикации и несакани ефекти кои што може да се случат поради здравствената состојба на пациентот. Сите пациенти можат да добијат анестезија. Затоа тука е вклучена нашата улога на анестезиологот, нели, за таа добра предоперативна подготовка, не само психолошка подготовка на пациентот и разговор, туку и сите оние прегледи што треба предоперативно да ги направиме. Во каква состојба општа е пациентот, значи во каква состојба неговото срце, во каква состојба се неговите бели дробови и сите други органи, лабораториските резултати. Сето тоа влијае каков тип на анестезија ќе дадеме, кога може пациентот да се, ако не е хитно, нели, не е хитна операцијата, колку можеме да го одложиме текот на интервенцијата за да го припремиме пациентот. Тоа е многу значаен дел исто од нашата работа. Така. Кога е планирана хируршка интервенција, веројатно повеќе време има и за подготовка. Кога е нешто итно, што тука се презема? Така. Со оглед на итноста, секако пациентот мора да влезе на интервенција итно во сала, и покрај таа итност, сепак мораме да обезбедиме доволно информации за пациентот. Барем оние најосновни, најосновните информации со сите ризик фактори постојат, меѓутоа најосновните информации мораме да ги обезбедиме на пациентот, а денешната современа техника ни го возможува тоа, да кажеме за едно половина час, да ги имаме поголемиот дел од битните информации за пациентот, што ни олеснува дополнително работата во текот на анестезија. И потоа целиот тим, и лекари, и анестезиолози, и се, нели, го правите, гледате да го направите најдоброто. Кога станува збор за општата или целосната, различни се дозите кај децата, во детската возраст и кај возрастните. Така, велиме со еден термин, нели, целосна анестезија ја нарекуваме, меѓутоа различна е кај деца и кај возрастни. Различно е кај деца и возрастни, првенствено според килограм телесна тежина, нели, и во зависност од лекарствата, анестетиците што ги употребуваме, има анестетици што и зависат и од телесната тежина, меѓутоа и од возраста на пациентите. Може, интересен податок, има анестети кои што кај децата, нели, и покрај телесната тежина треба да дадеш малку поголеми дози, за разлика од возрастни пациенти. Така да, постои разлика. Така, кога станува збор за дечињата, сета надеж на родителите кај анестезиологот, нели, хирургот, без разлика за каква интервенција станува збор, тогаш вашата улога е да ги смирите родителите, првенствено, така, да, дечињата се пациенти. Тие се на најголемото исчекување, така, надвор од салата. Дечињата се пациенти кои што со сите медикаменти, нели, ќе го заборават моментот, па дури нема ни да се сеќаваат, меѓутоа родителите се тие што се во најголем страв, во најголемо очекување. Така е улогата на анестезиологот, кај кога се работи за дете, психолошката припрема и предоперативната подготовка покрај малите пациенти, сепак постои и разговорот со родителите, за да и нив малку ги припремиме и ги опуштиме, за да имат поверение во нас и во хирургот дека ќе го направиме најдоброто за нивното дете. Така. Да ги слушнеме сега и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав до вас, водителката, извонредната, која што знае што прави. За нас поготово е од народот болните кои што голедуваме од различни болести. Јас сум диабетичар. Повеќе пати сум се јавал во емисијава со разни лекари што биле, но да не продолжам многу. Ме интересира во врска со анестезијата. Пред 16 години се имам оперирано од жолчка. Камчни во жолчка, вадена ми е жолчката.
Па ме интересира, бидејќи сум диабетичар, јас и имам триглицериди, холестерол и притисок висок. И така да, дали од тога и од тога веќе сум примал анестезија, дали во текот на секојдневието во животот од операцијата на навака, дали има активност и на така анестезијата во организмот? Аха, Так. добро. Значи, Да, убаво го слушнавте, доктор Да, Рилица, така? претпоставам дека прашањето од кога примал пациентот анестезија, во Дали некакви проблеми понатаму во животот, нели Так. здравствени би се појавиле? Так. Анестетиците и лековите што ги даваме се, па и пред 17 години, се со ултра кратко дејство. Значи, многу брзо по завршувањето и по прекинувањето на анестезијата се елиминираат од организмот. Од кој ќе се елиминираат, затоа и се враќа свеста на пациентот. Значи, не. Одговорот е не. Никакви последици, никакви несакани ефекти од тогаш па до сега нема пациентот и нема никаква врска со анестезијата за заболувањата што ги Кои што кажа веќе ако ги има, мисли да. дека Така. диабетот слушна, високиот крвен притисок и така. Так. Останува само редовно да ги контролира, така? Така е. Да. Редовна контрола на болестите значи подолг живот. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. ден. Да, ве слушаме ден. и вас, повелете. Би го прашал докторот. Анестезија, операција и емболија. Дали има врска помеѓу анестезија и емболија? Така. Да, Доколку е благодарам потребно и на дополнително, слободно може да прашате за да се добие една покомплетна слика за... Така. Емболија е една состојба во организмот која што настанува од разни хемостатски пореметувања, значи коагулациони пореметувања во самиот организам на пациентот. Значи, тромб кој што завршува во одреден крвен сад, може да заврши било кој крвен сад во организмот и да направи навистина голем проблем. Да, ние анестезиолозите се среќаваме, значи, со емболија. Анестезијата не можеме да ја поврземе со настанување на емболија, меѓутоа, кога мислиме на емболија, анестезиолозите секогаш го припремаме пациентот за да не се случи емболија во текот на интервенцијата и во постоперативниот период. Во соработка со операторот, со хирургот и тим од лекари кои што учествуваат, трансфузиолози, учествуваат во таа предоперативна подготовка и заштита на пациентот за да не дојде до емболија. Хируршките интервенции, особено големите хируршки интервенции на одредени делови од телото, абдоменот, мала карлица, екстремитетите особено, значи фрактури на екстремитетите, значи повреди, операции, сите тие се со зголемен ризик за настанок на емболија. Значи, прашањето е добро, конкретно анестезија, лековите и емболија немаат индиректно, индиректно се во врска со настанување на емболија, меѓутоа предоперативната подготовка и заштита играат големо влијание. Секој пациент што ќе добиеме податок од трансфузиологот дека има зголемен ризик за настанување на емболија во текот на самата интервенција и постоперативно, пациентот се припрема и се става на одредена антиагрегациона и антитромботична заштита со одредени лекови. Во денешно време не е ретко, меѓутоа сепак заштитата игра голема улога за да не настане емболија. Така, колку што е важно да се заврши самата операција како што треба и постоперативниот период е исто така значаен. Бидејќи не знаеме што како компликација може да се појави Така е, дополнително и подоцна. Така. Да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, Се добар ден. извинувам. Добар ден. Добар ден. Поздрав за докторот и до водителката. Ви благодариме. Јас би сакала да прашам нешто.
Од неодавна имам проблеми со желудникот и ми препорачуваат да ми направат бронхоскопија. Меѓутоа стравот е голем, а јас сум астматичар, отежнато ми е дишењето. Стравот е голем од тоа бутањето црево што е во грлото. Сега слушнам докторот кажа дека се правила бронхоскопија со анестезија. Прашањето ми е, дали во исто време, кога се прави бронхоскопија, кога веќе се става анестезија, дали може и да се направи снимање на дебелото црево? Така. Предпоставувам Мислеше дека на мисли гастроскопија, пациентката на така? гастроскопија. Желудникот го спомена, ако се снима желудникот е гастроскопија, со бронхоскопија ги прегледуваат белите дробови колегите. Добро е прашањето. Значи, да, во исто време со еден тип на анестезија можеме да направиме и гастроскопија и колоноскопија. Значи, и двата прегледи може да се извршат во една анестезија. Бронхијална астма е состојба, едно хронично заболување кое што и претходно разговаравме. Значи, не постои, пак ќе кажам, пациент кој што не може да прими анестезија, па и со бронхијална астма, може да се прими анестезија, можат и двата прегледи да се извршат во исто време со предоперативна подготовка на пациентката. Разговор, користење на лекарства за хроничното заболување што го има и добра подготовка, можеме да направиме интервенција и двете интервенции во таа анестезија без да имаме несакани ефекти. Така. Јас верувам дека после ова ќе охрабриме гледачката да го Апсолутно. направи тој преглед. Апсолутно. Веројатно малку подолго време веќе и го одложува, како што и самата кажа. И рековте, мора да има решение за секого, нели? Без разлика и каков некој друг здравствен проблем се има, Апсолутно. мора да се најде решение за да се прими анестезијата и да се направи дали прегледот, дали Секојдневно се интервенцијата. среќаваме Така. со пациенти кои што имаат белодробни заболувања, бронхијална астма и сите може да примат анестезија со предоперативна Така. подготовка, уште еднаш ќе Така, нагласам. да. Сега ќе ја погледнеме и анкетата, ги прашавме нашите граѓани дали досега биле во ситуација да примат анестезија, дали се плашат од анестезија и ред други нешта кои што секако се поврзани токму со денешната тема. Биле вие во ситуација или член од вашето семејство заради операција да треба да примите анестезија, целосна или локална, например? Да. Може ли да ни кажете малку повеќе? А зашто анестезија? Што има врска? Што да ви кажам со анестезијата? Дали добре е поднала или како, што? Дали сте биле во некоја таква ситуација? Одлична анестезија од професорката Нанчева на хирургија, ортопедија, значи што да ви кажам? Живот би дала за низа. Тоа се работеше за мојата кирка и даваше анестезија, значи како ја помина, као никому ништо. Предпоставам за целосна се работело. Целосна, да. Целосна. Ете тоа ми е. Имало е и целосно и локално. Збориме кај вас или некој Лично за кај нас. Да. Ваше, лично. Целосно, да, целосно. Дали имате или сте имале повеќе страв од самата операција или од анестезијата? Од што повеќе? Дали сте имале повеќе страв од самата операција или од анестезијата? Јас не сум имала нека операција, како помала некој слепо црево, нормално се плашиш на 14 години на царски рис со радост. Тоа. Исто бев и многу сигурна девојчето кога ми го оперира на 20 години и бев многу сигурна во тие раци. Да. А на друго место да не кажам, не бев и девојчето не беше задоволно, али тука во клиникава на ортопедија прекрасно. Анестезија. Да? Да. Се плашите за Се плашиме, како не? Самата операција. Од анестезијата многу не сте размислували. Не се, има нуспојави како и се, ама ако размислуваш така, не. Дали можеби сте биле во ситуација да не смеете да примате анестезија заради алергија на одредени анестетици и така натаму? Не. Тоа се е проверено претходно. Да. Па да. Не, кај мене немало до сега такво нешто. Добро. Да, ете ги слушнавме анкетираните граѓани. Се плашиме да трпиме болка.
Нормално сега она најголемата болка не треба ни да се доведеме во ситуација да ја трпиме, ама некогаш и за најмала интервенција на стоматолог па бараме анестезија да ни се стави, така? Така Веќе е. сме се навикнале дека имаме можност и начин како малку поопуштено, порелаксирано и подобро да го поминеме сето тоа. Да се ублажи болката. Така. Или да се отклони, да се отстрани Така, болката така. комплетно. Да. Анестезијата, значи, се дели на општа анестезија или тотална анестезија, каде што анестезијата лековите што ги применуваме за општа анестезија ги даваме интравенски или во гасовита состојба, со инхалација. Најчесто денеска се применува интравенската анестезија, затоа што инхалационата анестезија има и некои несакани ефекти за време на вдишување, нели, на гасовите анестетици, па затоа најчесто ја применуваме интравенската анестезија. И втор тип на анестезија е локалната анестезија и регионалната анестезија, која што е еден вид на локална анестезија. Означува, значи, блокирање на одреден дел од телото, локалната анестезија, каде што треба да се изврши интервенцијата или оперативната интервенција, без да се пациентот воведува во општа и интравенска тотална анестезија. Има големи предности. Не ја чувствува болката, Не а ја е чувствува свесен. болката, така? е свесен комплетно, или со одредена доза на седативни лекови, за да биде во текот на интервенцијата релаксиран и опуштен. Да е свесен, меѓутоа да биде релаксиран и опуштен. Така. Има ли ситуации кога пациентот сам можеби ќе побара јас сакам целосна анестезија, а можеби и нема потреба од целосна? Да, има и такви пациенти. Се прифаќаат ли тогаш Се нивните барања? Се прифаќаат, апсолутно ние. Така. Прифаќаме Едноставно се. некој не сака да гледа. Така е, Така? така е, Што? така е, така е. Се плашат од Се плашат. Така. чувството, од будност, Да, да. му се извршува интервенција на одреден дел од телото. Има и такви пациенти. Меѓутоа, морам да кажам дека тие пациенти се поретки. Со современите информации, нели, Да. ги може да ги добијат од интернет. Пријатели, форуми, така, веќе знаат за регионалните техники, за локалните типови на анестезија, дека се побезбедни, нели? И дури има пациенти што бараат да се изведе Така операција на интервенција. крајници, да речеме, нели? Или? Операција на крајници не може да се изведе во регионална Така, анестезија, затоа што во принцип тоа се најчесто се најмалите пациенти, дечињата, и тие тешко може да А соработуваат. доколку кај повозрасни се прави? Повозрасни исто така така, денеска аха. во современата интервенција на крајници се прават во општа анестезија. Значи, не секоја интервенција може да се изведе во регионална анестезија. Меѓутоа има голема примена локалната и регионална анестезија во денешните хируршки интервенции. Така. Сега сакам да им посветиме внимание малку и на трудниците. Нели? Чинот на породувањето, обезболувањето, она што трудниците веќе се повеќе го бараат, епидуралната. Така е. Да. Но треба ли да направиме разлика меѓу спинална и епидурална или се некако ќе си дојде поред како ќе ни објаснуваат? Да, сега ќе објасниме и за техниките за обезболување на трудниците. Прво да кажам дека болката што ја чувствуваат трудниците се опишува како најсилна можна болка што може да ја почувствува една жена во текот на својот живот, нели? Денеска современата медицина има голема можност за да им се пружи на трудниците да се породат без никакви болки и постојат неколку вида на техники кои што ние во нашата болница Аџибадем, клиничка болница Аџибадем Систина ги употребуваме и ги применуваме во голем процент, морам да кажам. Во светот некаде тој процент достигнува 60 до 70% и кај нас достигнува дури до 70% да пациентките, трудниците бараат да се породат без болка. И еве уште старт да кажам дека слободно им препорачувам да ако не може да ја трпат болката,
нема ни потреба да Секој ја има трпат. различен прак на Секој има толеранција. различен Некој може прак да на- издржи, некој не Така може, е. некој не сака едноставно, така да. Така И е, затоа има, така. барем во денешно време, многу можности. Да, нели, за затоа сите. сме тука ние, Така. да им помогнем и во текот на раѓањето. Да кажам само дека спонтано раѓање и со обезболување понатаму останува спонтано раѓање. Значи, ти кажат некој, ама јас сакам спонтано да се породам. И со епидурален катетер, и со обезболени, пак ќе се породат спонтано. Така, така, Значи, да. Само нема да се чувствува болката. Нема да Царскиот се рис е чувствува веќе нешто сосема сосема друго. друго. Така е. Е тука кога веќе бидејќи има и трудници кои што бараат да се породат со царски рис, за да не ја чувствуваат болката, ама тука веќе има друга можност да им се понуди. Така? Апсолутно. Да. Така е. Бидејќи тоа па по породувањето веќе си има други некакви Си има потешкоти други имајќи за потешкоти, самата така, трудница, така. да. За спонтано раѓање и обезболување постојат неколку вида на техники. Најкомплексна, меѓутоа и најчесто употребувана и најбезбедна метода или техника за обезболување е епидуралната аналгезија. Значи, Так. што значи само обезболување на трудницата, а не и анестезија. Значи, да направиме една разлика, епидурална анестезија е сосема нешто друго, а епидурална аналгезија е обезболување. А во епидурална анестезија можеме да направиме и хирушка интервенција, Так. а со епидурална аналгезија само доведуваме да пациентката се обезболи за време на раѓање. Значи, како што кажав, најкомплексна, меѓутоа и најбезбедна метода. Веќе пациентките, трудниците се многу информирани, значи да. и преку интернет, преку форуми, од пријатели, другарки кои што веќе го искусиле, Го поминале го тоа, поминале тоа, и се информираат и од самите нас анестезиолози. Значи, ние сме 24 часа достапни, нели, како анестезиолози присутни во нашата клиничка болница Аџи Бадем Систина, организираме и предавања, значи и припрема за идните трудници, нели, кои што ќе се пораѓаат во нашата болница, со искусен тим од гинеколог, акушер, педијатар, анестезиолог, акушерка, можат слободно да дојдат, се организираат предавањата, може да се информира и да учествуваат на тие предавања и за се што ги интересира можат да прашаат. Иако се информирани, сепак остануваат Секогаш има нешто секогаш плюс има што треба да се подпрашања праша, така, за да да. допрашаат и тоа е одлична прилика да ги добијат и останатите информации. Бидејќи различни се искуствата, кога лично за вас ќе прашате, тоа е она вистинското, така, за да можете да го добиете и одговорот. Така. По породувањето, има ли некакви работи на кои што посебно треба да се внимава? Има ли нешто што трудницата може да го чувствува отпосле по епидуралната аналгезија? Може да чувствуваат, се плашат трудниците, нормално е тоа. Сепак кратко само Дали да ваквото кажам. нешто може некакви Да. последици да предизвика потоа, понатаму? Секогаш останува тоа прашање, нели? Затоа сме тука да им објасниме. Може да се чувствуваат некакви сензации во пределот на рбетот, во делот кај што боцкаме, нели, кај што го поставуваме тој епидурален катетер, меѓутоа се тие толку минимални сензации кои што поминуваат за многу кратко време. Значи, пак ќе кажам, многу безбедна метода, иако е безбедна метода, сепак и за овие трудници кои што ќе им поставиме епидурален катетер, постои предоперативна визита, така, нели, да, повторно разговараме и ми објаснуваме методата на трудниците, на кој начин се изведува, сите можни несакани ефекти. Сето тоа треба да го знаат и завршуваат секогаш со позитивно мислење за епидуралната анестезија. Така, кога се споменува епидуралната, секогаш некако се споменува и спиналната. И тука разликата меѓу двете, која е? Така. Епидуралната аналгезија ја преминуваме, нели, за обезболување на трудниците, кога најдобра метода е за, да кажем, за првородките. Сите трудници може да се обезболат со епидуралната анестезија, меѓутоа од онаму кај што очекуваме дека раѓањето ќе трае подолго време. Нели? Затоа што со поставување на епидурална аналгезија имаме контрола во текот на раѓањето до самиот чин на завршување на раѓањето. Значи можеме да го дозираме лекот, колку е потребно на трудницата, само за да не ги чувствува болките,
а да ги чувствува сите оние контракции, напони, за да има можност и да има сила за да се породи. Додека спиналната анестезија е исто техника за обезболување, нели, за спонтано раѓање, меѓутоа има малку пократок, да кажеме, за индикацијата за спинална анестезија. Обично ставаме спинална аналгезија кај оние трудници кои што очекуваме дека раѓањето ќе заврши за многу кратко време. Да кажеме, значи таа трае толку време и толку и е така, да кажеме дејството. отприлike до половина час до час, очекуваме да заврши раѓањето, тоаш веќе најдобра техника за обезболување е спиналната анестезија. Затоа што за епидурална аналгезија треба малку и припрема, нели? Самиот чин на изведување трае 5 до 10 минути, затоа кога очекуваме дека брзо ќе заврши раѓањето, па немаме време за нели да примениме епидурална аналгезија, а сакаме што побрзо да ја обезболиме трудницата, тогаш употребуваме спинална аналгезија. Додека кај епидурална аналгезија почетокот на дејство на лекот е 10 до 15 минути за да убаво се обезболи трудницата, почетокот на дејството на лекот кај спинална аналгезија е за 2 до 5 минути. Значи, многу побрзо настанува ефектот на обезболување, меѓутоа затоа па трае и пократко. Така да. Сето она што вие нели го одлучувате и на самото место, И на така, самото гинекологот, место, анестезиологот, трудницата точно. е оставена нели нормално за на крај да се донесе на свет здраво бебенце. Ни остануваат уште неколку минути до самиот крај. Ни сето ова што ни го кажавте денеска во визита, треба да ги надминеме сите дилеми, сите стравови околу анестезијата и доколку веќе сме го поминале еднаш тоа, па дојдеме и повторно во некоја ситуација или пак прв пат ќе се соочиме со вакво нешто. Стравовите треба Точно е. да ги Стравовите тргнеме настрана. Треба да ги тргнеме Да настрана. се насочиме кон Да мислиме останатото позитивно. друго позитивно, Да така, се насочиме на останатото и да едноставно да има малку повеќе верба во анестезиологот и нормално во хирургот, со сета таа психолошка припрема, предоперативна подготовка, сме убедени дека ќе ги надминеме стравовите кај сите пациенти и ќе ми помогнеме да ги надминат тие стравови. Така да. Ќе вклучиме уште еден гледач пред самиот крај да ве слушнеме и вас. Повелете, добар ден. Ало, Добар ден. добар ден. Ве слушаме. Се јавам од Пробишип. Така. Жена ми во Шестина Кајниц се оперираше, 2011 оперираше кук, односно кичма во државна болница. Во 2009, мислам, од 14 оперираше односно срце кај нив со уградување вештачка валува. Меѓутоа се јават проблеми во отрежното одење и болки во грбот. Дали има тоа нешто од тоа операцијата на срцето или под првата операција кичма се оперираше во државна болница. Малце има поголема тежина со својата, а е воедно и така да нема тежното движење, има користи помагало ортопедско. Така, добро, ви благодариме. Да, тука сме ние Благодарам секогаш на да прашање. дадеме препорака или насока да дадете вие Така е. докторите, нели што треба да Така е. направат следно. Така е. Очигледно се работи за комплексни заболувања, значи и неколку комплексен операции, пациент, така. неколку операции. Пак ќе кажам, анестезијата нема улога тука во проблемите што ги има пациентката, меѓутоа сепак има проблеми, очигледно е и треба да се јави на првенствено на матичниот лекар, нели, и потоа кај одредени специјалисти од одредена проблематика, зашто и кажа господинот, за да се утврди што е точната причина за тие болки што ги има, инаку самата интервенција што е правена и анестезијата апсолутно немаат Не никаква можат да предизвикаат не може да ваква, предизвикат ваква состојба. Меѓутоа секако препорака да се јават на одредената специјалност за да можеби треба да се направат дополнителни дијагностички методи за да се види што е проблемот со Така и од пациентката. повеќето јавувања на гледачите гледате не само што се плашиме понекогаш од самата анестезија, туку и се плашиме и постојано и страв дали од примената анестезија понатаму во животот кога ќе ни се појави некаков проблем, помислуваме дека може би е заради тоа. Заради ефектот од анестезијата, точно е, да. Да. Секогаш постојат
стравови, меѓутоа да не се плашит пациентите од анестезија. Ефектот на анестезија е додека ја применуваме анестезијата моментално. Сето тоа после завршувањето на интервенцијата следи еден опоравок, нели? Меѓутоа никакви ефекти анестезијата Не може негативни нели да даде за да предизвика некој друг здравствен проблем понатаму. Во ред, ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Ви благодарам и на вас на поканата. Да.